Дозволете сега да се осврнам на состојбите и проекциите за светската и европската економија. Најновите податоци укажуваат дека 10 земји од Европа и официјално се влезени во рецесија, што е уште позагрижувачки и економскиот мотор на Европа. Германија забележа забавување на економската активност и оствари раст од само 0,5% во вториот квартал од 2012 година. Ова е значително влошување споредено со проекциите од есенскиот извештај на Европската комисија. Последните проекции на Европската комисија за растот на бруто домашниот производ во 2012 година се ревидирани на 0% за Европската унија и на минус 0,3% за еврозоната. Просечното индустријско производство во Европската унија паѓа 8 месеци поред, а исто толку и кај најразвиените земји во еврозоната. Само за илустрација, во една од најиндустриализираните земји во Европа, Велика Британија, индустријското производство паѓа 13 месеци последователно, а во Италија 11 месеци поред. Негативните случувања во економијата најдоа свој одраз и на пазарот на труд. Забележан е раст на стапката на невработеност во речиси сите европски земји. Во Европа стапката на невработеност е највисока во Шпанија и достигна 22,2% во вториот квартал од 2012 и Грција, чија стапка на невработеност изнесува 21% во вториот квартал од 2012, што во минатото беше незамисливо за земји членки на Европската унија. Состојбата се уште не е стабилизирана и кај јавните финансии. Проекциите на Европската комисија се дека во 2012 година дури 16 земји од Европската унија ќе имаат поголем буџетски дефицит од они пропишан со мастришките критериуми од 3%. Висок буџетски дефицит се очекува и во земји како Велика Британија 8,3%, Франција 4,5%, Холандија 4,4%, Данска 4,1%, Словенија 4,3% и така натаму. Акумулираниот јавен долг во Европа, кој достигна невидени размери, и натаму останува главна причина за продолжувањето на европската должничка криза, која на моменти го доведува во прашање опстанокот на функционирањето на еврозоната и на еврото како валута. Кај голем број земји од Европската унија дојде до експлозија на јавниот долг, како резултат на неодржливи јавни расходи во минатото. Долгот, како процент од бруто домашниот производ, во Грција достигна 160%, во Италија 120%, во Белгија 100%, а Франција и Германија го надминаа прагот од 80%. Оваа година, во првото полугодие, и Македонија оствари негативни стапки пред се како резултат на влошувањето на условите во Европа. Но се надеваме во второто полугодие резултатите да се подобрат и годината да завршиме со раст на економијата. Индустријското производство бележи пад во последните 11 месеци, а во периодот јануари-јули неговиот пад е 6,9%. Влошување е забележано во повеќе гранки. Намалени се и странските директни инвестиции во однос на 2011, а од 2009 се забележа и благо зголемување на стапката на сиромаштијата, кое што во 2007 и 2008 беше намалено. Почитувани присутни, ова се првичните проекции за 2013 година. Краткорочните економски перспективи на светската и европската економија не се добри. Проекциите на меѓународните финансиски институции укажуваат дека ризиците ќе продолжат и во 2013 година, за кога Меѓународниот монетарен фонд проектира раст на бруто домашниот производ од 0,7%, а Европската комисија од 1%. Интензитетот на должничката криза во Европа и натаму ќе биде фактор на несигурност и намалена активност. Во прашање е капацитетот на најзадолжените земји во Европската унија да извршат фискално прилагодување на среден рок. Според проекциите на Европската комисија, земјите од Европската унија кои се соочуваат со најголеми проблеми се очекува да бележат пад на економската активност и во наредниот двегодишен период. Должничката криза во Европа негативно влијае и врз економската активност во светот, вклучително и забавување на растот во Соединетите Американски држави, но и на азиските и другите брзорастички економии. Бразил, Индија и Кина забележаа забавување на економската активност заради екстерните случувања и намалувањето на домашната побарувачка. Поради ова, намалени се и проекциите за наредните 2 години. Така во 2012 се очекува забавен пораст на светската економија од 3,5%, а во 2013 од 3,9% раст, кој пред се
ќе се должи на економската активност на земјите во развој. Развиените земји се очекува да остварат раст на бруто домашниот производ од 1,4% во 2012 и 1,9% во 2013 година. Зачестените квантитативни емисии во Соединетите Американски држави и во Европската Унија, односно Европската Централна банка, кои се над економскиот раст, ги зајакнуваат и ризиците за можна идна инфлација на меѓународно ниво, која би ја намалила вредноста на доларот и еврото и истовремено би предизвикала и раст на цените на стоките и услугите глобално. Дозволете да се осврнам околу проекциите за македонската економија. Слабостите на европската економија и во следниот период ќе влијаат негативно врз извозот и растот на македонската економија. Подобрувањето на состојбите во Европската Унија, дури и во најоптимистичките сценарија, се предвидува најрано во втората половина на 2013 година, со ризици и во тој случај заздравувањето да се одвива релативно бавно и со слаб интензитет. Во услови на неповолно влијание на европската криза, позитивно е што во македонската економија нема дисбаланси како што се во другите земји, од типот на превисок буџетски дефицит и јавен долг, висок дефицит на тековната сметка на платниот биланс, така наречени меури на пазарот на недвижности и слично. Тоа ќе помогне влијанието од европската криза да биде помало, но секако не и да се избегне. Во такви услови, задржувањето на стабилна макроекономска состојба и постепено заздравување на економскиот раст се главните императиви во наредниот среднорочен период. При тоа можни се две сценарија. Базичното макроекономско сценарио се базира на очекувањата за бавно излегување на Европската Унија од рецесијата и остварување на ниски позитивни стапки на раст во следните неколку години. Во ова сценарио, македонската економија ќе оствари нешто подобри резултати од просекот на европските земји, но стапките на раст на БДП оваа и следната година ќе се движат во распон од 1 до 2%, што е помалку од потенцијалниот раст на економијата. Второто сценарио се базира на проекциите за излез на Европската Унија од кризата кон средината на следната година и стабилизирање на еврозоната. Во тој случај, македонската економија ќе може посериозно да ги почувствува резултатите од реформите за подобрување на бизнис климата и конкурентноста на економијата, иако и во тоа сценарио доминантен фактор ќе биде интензитетот на раст на европската економија. И во двете сценарија постојат очигледни ризици лоцирани во неефикасноста на европските земји да се усогласат мерките за враќање на довербата на пазарот на капитал, слабостите на еврото и евентуално продлабочување на рецесијата. На позитивната страна пак, може да очекуваме ефектот од планираните странски директни инвестиции, кои се во фаза на реализација или се најавени, да дојде до полн израз во следните 2 години. Во сите овие сценарија, ние мораме да продолжиме со одржување на здрави макроекономски политики и спроведување на реформите. Тие политики вклучуваат понатамошно одржување на ниски стапки на даноци и придонеси. Во тој контекст, ќе го одржиме ветувањето дадено на бизнисмените и на граѓаните. Владата нема да зголеми ниту еден данок во Република Македонија. Интензивирање на крупните капитални инвестиции, како што е изградбата на автопатот на коридорот Александар Македонски и по можност други автопати, изградбата на гасоводната мрежа, изградбата на пругата кон Бугарија и Албанија и реконструкција на пругата на коридорот 10, изградба на крупни енергетски проекти и слично. Продолжување со структурни реформи за подобрување на бизнис климата и конкурентноста на економијата. Обезбедување на поволни кредитни линии за малите и средни предпријатија од Европската инвестициона банка со повластена каматна стапка. Дозволете во оваа прилика да најавам дека штом ќе се влезе во поголемо искористување на кредитната линија со субвенционирана камата од 5,5%, чијшто последна транша е 100 милиони евра, во текот на следната година владата ќе обезбеди нови 100 милиони евра под исти услови со цел убlažување на последиците од европската должничка криза.
Одржување на нивото на приватната потрошувачка преку постојан пораст на платите и пензиите согласно можностите на буџетот и општите состојби во економијата исто така ќе биде дел од нашите политики. Почитувани присутни, во оваа прилика дозволете да најавам дека и покрај сериозните предизвици со кои се соочуваме, владата ќе го реализира зголемувањето на пензиите и на социјалните помошти од предвидените и најавени 5%, почнувајќи од март следната година, додека реализацијата на зголемувањето на платите во јавниот сектор ќе ја одложи за една година заради кризата. Дополнително, пензиите ќе пораснат за уште околу 2% заради законските усогласувања со растот на трошоците за живот и платите, што заедно ќе биде околу 7% зголемување. Во овој момент останува само една дилема: дали зголемувањето на пензиите да биде како процент на зголемување од 5% или линеарно зголемување со еднаков апсолутен износ за сите пензионери во Македонија. Многу е веројатно дека Македонија во 2013 година ќе биде единствената или една од ретките земји во Европа која во вакви услови ќе изнајде начин да ги зголеми пензиите на пензионерите и социјалните надоместоци за лицата приматели на социјални помошти. Земјата и во 2013 година ќе продолжи со низок буџетски дефицит и ниско ниво на задолженост. Во 2013 година нема да дозволиме ниту масовни отпуштања од администрацијата заради заштеди во буџетот, ниту намалување на платите. Нема да се зголемат даноци, инфлацијата ќе биде ниска, околу 2,5%, субвенциите на земјоделците, пензиите и социјалните надоместоци не само што нема да се намалат, туку и ќе растат. Банкарскиот сектор и денарот ќе останат стабилни. Владата ќе продолжи со засилено инвестирање во изградба на инфраструктура во технолошките индустријски развојни зони и во индустриските зони и охрабрување и помагање на домашните и странските инвеститори да започнат нови инвестиции. Иако директно не се, реформите во судството и во администрацијата индиректно се поврзани со економијата. Новините со кои се зголемија стандардите за упис на Академија за суди и обвинители, воведувањето на кариерно напредување во судството, следењето и будирањето на резултатите на секој судија, ставањето рокови на секој чекор во судската постапка и казни ако не се почитуваат роковите, јавното разгледување на поплаките од судиите на отворена седница на судски совет, вметнувањето на казнени одредби за судиите, дополнителните обуки и редица други активности. Дел стапени на сила годинава, а поголем дел од почетокот на 2013 година. Полека, но сигурно ќе ги зголемат ефикасноста и квалитетот на судството, што е значајно за натамошното подобрување на бизнес климата. Слични процеси започнаа и ќе продолжат во јавната администрација, каде се воведоа рокови за секој дел од управната постапка на фирмите и на граѓаните и високи казни за пречекорување на тие рокови. Паралелно на ова, започна и новиот проект за интероперабилност со кој сите јавни институции почнаа да се поврзуваат компјутерски меѓу себе, а фирмите и граѓаните со тоа во иднина нема да за секој документ да талкаат по повеќе шалтери за да соберат документи од различни државни институции, со цел да ја остварат целта. Наскоро следува и нов закон за администрацијата со кој дополнително ќе се зголемат стандардите, професионалноста и ефикасноста. Ние сме многу посветени на одржувањето на добри односи со соседите и регионалната соработка, спроведувањето на Охридскиот рамковен договор и одржувањето на добри меѓуетнички односи и посветени на зачленување на Македонија во Европската унија и во НАТО, алијансата, како наша стратешка цел која сигурно ќе има и сериозно економско влијание кога ќе се оствари. Очекуваме оваа есен да го добиеме четвртиот поред позитивен извештај и препорака на Европската комисија за започнување на преговорите за членство во Европската унија. А ќе дадеме се што е во наша моќ за да го достигнеме напредокот и по однос на прашањето кое нашиот јужен сосед го отвори пред 21 година, а поврзано со нашето уставно име. И во 2013 година ќе продолжиме да инвестираме во развој на демократијата во Македонија, зајакнување на безбедноста, децентрализацијата и други важни работи кои индиректно се составен дел на бизнес климата во Македонија. И една по една да ги подобруваме сите слабости и пропусти од минатото. На нашата агенда ќе останат понатаму инвестиционите форуми,
каде ќе се обидуваме да привлечиме свеж капитал и да отвориме нови пазари. До крајот на годинава планираме посети на некои од кавказските држави и на Соединените Американски држави, а веќе имаме подготвена